По пропаднатиот 14-ти тендер за изградба на Чебрен, власта планира сделка со американска компанија за изградба на гасно-водородни централи во Битола и Неготино, кои треба да ги заменат рек Битола од 2030 и ТЕЦ Неготино. На крајот од мандатот, владата ги задолжила државните електрани да почнат преговори за потенцијален стратешки инвеститор за изградба на регионална 800 мегаватна гасно-водородна централа во Неготино и 250 до 300 мегаватна гасно-водородна централа во Битола. Премиерот Ковачевски фаворизира приватен инвеститор наместо самите да ги градиме капацитетите, иако со години ја водиме битката за енергетски независна држава. Откако за ова паднала одлука на владина седница, дури сега ќе се бара анализа од Министерството за финансии. Што е подобро, ќе направи анализа секако Министерството за финансии. Ние имаме дневна соработка со Меѓународниот монетарен фонд, со Светска банка. Постојат модели како најдобро се прават тие инвестиции. Според мене, водородно-гасните централи кои што ги споменавте, по мене, треба да ги правиме со General Electric од Соединетите американски држави. Новиот владин план е по пропаднатиот со Чебрен, кој требаше да заврши во грчки раце, кој сепак не се случи откако експертската јавност се крена во одбрана на енергетската независност на државата. Но зошто власта и натаму форсира енергетските капацитети да им ги дава на странци останува дилема. Сдруженијето на македонски инженери до владата и до собранието доставија иницијатива за носење на закон за изградба на Чебрен со сопствени средства. Ковачевски се правда дека за такво нешто сме финансиски немоќни. Во тој буџет од 5,5 милиарди, 1,3 милиарди се пензии. 0,9 милиарди е здравство. 0,5 милиарди се плати. Така да веќе половина од тие 5,6 милиарди гледате дека се недискрециони трошоци, дополнително одбрана, Министерство за внатрешни култура и така натаму и така натаму. Дискрециониот дел на владата се однесува на капиталните инвестиции. Вие знаете дека веќе имаме една инвестиција од 1,3 милиарди евра. И затоа секое ново оптеретување на буџетот мора да биде консултирано и со оние кои што го финансираат дефицитот. Инаку Македонија се обврза дека до 2030 ќе го замени целото производство на струја од јаглен и мазут, а за тоа треба да се затвори рек Битола и да се пренамени ТЕЦ Неготино на друго погонско гориво. Што ќе се случи по новата одлука на владата за изградба на двете централи останува да се види, ама дилемите и стравувањата се бројни, дека се прави истата грешка како со Чебрен, стратешкиот партнер да бара поголема сопственост.